Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека Соединетите држави се целосно подготвени за воена опција во справувањето со нуклеарната програма на Северна Кореја. На прес-конференцијата во Вашингтон со шпанскиот премиер Маријано Рахој, председателот Трамп оцени дека таа опција не е пожелна. If we take that option, it will be devastating. I can tell you that, devastating for North Korea. That's called the military option. If we have to take it, we will. Трампова го изјави откако шефот на севернокорејската дипломатија оцени дека неодамнешните изјави на американскиот председател представуваат прогласување војна и затоа Северна Кореја има право да стрела врз американски воени авиони. Наведувајќи дека е време сите земји да ги издружат силите за да се изолира, како што рече, севернокорејската опасност, Трамп ги обвини претходните американски председатели поради неуспехот во судирот со Северна Кореја, при што изјави дека Соединетите држави остануваат на политичката опција во справувањето со Северна Кореја, потврди и началникот на Сдружениот генералштаб на американските сили Џо Данфорд. Тој во сведочењето во Сенатскиот комитет за оружени сили на прашањето дали американските главни напори против Северна Кореја се дипломатски изјави. Тој оцени дека иако односите меѓу Соединетите држави и Северна Кореја се затегнати, наелектризираната атмосфера била повеќе политичка отколку воена. In the posture of North Korean forces. We watched that very carefully. We clearly have postured our forces to respond in the event of a provocation or a conflict. Тоа според Данфорд било за заштита на сојузниците Јапонија и Јужна Кореја и на американците во регионот. Во меѓувреме, Вашингтон вчера објави воведување санкции за 8 севернокорејски банки и 26 државјани на таа земја, обвинети дека финансиски го помагаат развојот на нуклеарната програма на Пјонкјанг.